Националниот совет за евроинтеграција мора да изгради капацитети со кои ќе обезбеди анализи на членовите за да се гради консензус, а владата навреме да ги доставува работните текстови на законите до советот, за тој да може ефикасно да ја извршува својата функција. Ова го покажа вториот квартален извештај од мониторингот на Националниот совет за евроинтеграција во периодот од мај до јули оваа година, направен од НВО Инфоцентарот во соработка со Македонскиот центар за европско образование. Тие велат дека доцнењето на анализите се должи пред се на несоодветното образование на вработените во овој совет, кои, како што истакнаа, немале ниту претходно познавање во полето на евроинтеграциите. Во делението за следење на евроинтеграциите пак има еден дипломиран бизнис администратор, кој е раководител, потоа дипломиран професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности, советник за евроинтеграција, како на тоа работно место, и еден советник за следење на преговорите, кој исто така е дипломиран професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности. Според одговорите во истражувањето, странците сметаат дека Советот е многу важна институција за разлика од домашната јавност. Од сите членови во Советот, најзадоволни се пратениците. Националниот совет мора да има и некои вонредни седници за кои што ќе може да заседава за прашања што се битни за Македонија во европските интеграции, да заседава и да ги разработи сценаријата што може Македонија да ги добие сега, очекувајќи датум за почеток на преговори. Потребно е, се наведува во истражувањето, Советот да има стратегија за комуникација со медиумите и јавноста, како и да има свој портпарол.